28 јули 24 година недела. Денес на територијата на државата имаме 4 активни пожари. Пожар кој што ни задава најмногу главололка е пожарот кој што представува дел од големиот пожар на планината Серта. Еден негов крак повторно се разбуди и тоа е кракот кој што зад војниот полигон Криволак се протега во насока на реката Брегалница во атарот на напуштеното село Црешка. Овој пожар зафаќа поголема површина, гори претежно трева и грмушки, но постои опасност истиот да дојде до реката Брегалница, а бидејќи реката е многу мала, а на брегот на реката има високи дрвја, постои опасност пожарот да префрли од другата страна на реката. Од тие причини, на локалните пожарникари, кои што работат на гасење на овој пожар, како и на десетина ловци од ловечкото друштво од Штип, денес како засилување испраќаме 25 припадници на единицата за брзо распоредување на МВР, а некаде околу 15 часот со дејство ќе започнат и 2 ер трактори на дирекцијата за заштита и спасување. Наша цел е денес повторно целосно да го ставиме под контрола овој пожар кој што гори на исклучително сува вегетација. Ветрот кој што постојано дува исто така ни прави дополнителен проблем. Вториот пожар кој што се провлекува неколку дена и врз кој што имаме делумна контрола е пожарот на еден од краковите на македонски брод, пожарот кој што сега се движи на територијата на ловиштето Јасен. На овој пожар на гаснење работат вработени во јавното претпријатие Јасен. За жал, во текот на денешниот ден изби уште еден пожар на територијата на Кратово, каде што на гаснење работат локалните пожарникари, поддржани со тим од национални шуми. Се работи за пожар кој што се наоѓа во атарот на селото Татомир. Четвртиот активен пожар денес е пожарот кој што се избувна денес, односно вчера попладне, на територијата на општина Старо Нагоричани, во атарот на село Степанце, каде што на локалните пожарникари значително и помага и локално население. Благодарност до сите оние кои што помагаат да се изгаснат овие 4 пожари. Колку побрзо ги гасиме, толку помала е шансата истите да се претворат во големи пожари, за чиесто гаснење подоцна се потребни многу ресурси и штетата е огромна.